Наредната година Скопје ќе биде домаќин на Европското дебатно првенство. Надпреварот го организира Младинскиот образовен форум, здружение основано во 1999 година под името Дебатери. Но што е муабетот со дебатата? Како се дебатира, зошто е таа важна и какви дебати постојат? Дебатата може да биде неформална. Се среќава во секојдневните муабети, во телевизиските емисии, ама може да има и формален и компетитивен карактер, како на првенството. Во основа, ваквата дебата е дискусија меѓу две или повеќе страни кои аргументираат за и против одредена теза, користејќи логика, факти и структуриран говор. Тезата често не е црно-бела, односно нема јасен или точен одговор. Например, дадената теза може да гласи: школските униформи треба да бидат задолжителни во сите училишта за да се промовира еднаквост. Афирмативниот и негацискиот тим имаат еднакво време да изнесат своји аргументи, што вклучува време за вовед, причини со примери и докази, но и заклучок. На крајот, судиите одлучуваат кој е победникот. Дебатата ја победува тимот со најубедливи аргументи, а ставот на судиите не е релевантен во одлуката. Всушност, тимовите се делат случајно, што значи дека дебатерите некогаш аргументираат за страна со која лично не се согласуваат. Инаку, зборот дебата доаѓа од латинскиот глагол батере или во превод да се бориш. Праксата на дебатата има долга историја. Од античките атински форуми, преку средновековните универзитетски расправи, па до сегашните надпреварувачки формати. Денес, дебатните структури потекнуваат од раните години на 18-тиот век во Англија. Најчесто користена е формата британската парламентарна дебата, намената за студенти со 4 тимови. Тука е и дебатниот формат светски школи. Тој е прилагоден за средношколци. Во Македонија, формалната младинска дебата се практикува над 2 децении, главно преку клубовите на Младинскиот образовен форум. МУФ е организација што системски ја гради и одржува оваа сцена, преку обуки, надпревари, академии и подршка на дебатни клубови низ цела држава. Дебатните правенства, како што е европското што доаѓа, се многу повеќе од надпревари. Тие се простор за заедничарење, размена на идеи и искуства. Дебатата е вештина, но и култура. Тренирајќи за дебата, младите учат да мислат со своја глава и надвор од кутијата. Учат да анализираат проблеми, да формираат аргументи и да поставуваат прашања. Дебатата е всушност образовна алатка што им помага да размислуваат критички, логички, подобро да комуницираат и да се медиумски писмени. Со тоа, секојдневно да реагираат кога гледаат неправди, корупција или дискриминација.